Добар ден, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Напладне на Охрид Ньюс. Денешен наш гостин е директорот на јавното предпријатие Билјанин извори. Ќе разговараме за се она што спаѓа под нивното работење, а ќе започнеме со паркинг услугите, нешто што е најкоментирано и од нашите граѓани, но и од туристите кои што го посетуваат Охрид како туристички центар. Најпрви добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата и можноста да продискутираме малку за јавните паркинзи. Така е. Ајде за почеток да започнеме од бројот на паркинг места. Има ли Охрид доволен број на паркинг места? Охрид нема доволен број на паркинг места и Охрид секогаш бил проблем паркирањето, посебно во летниот период, бидејќи во летниот период имаме зголемен број на возила, не само по однос на што имаме станови, викенд станови, туку и по однос на бројот на зголемениот број на туристи, посебно во централното градско подрачје. Оваа година имавме навистина поголем проблем ради реконструкцијата на улицата Македонски просветители и во тој дел ние вложиме максимални напори да обезбедиме што поголем број на паркинг места. Имавме и приватни паркинзи закупено со цел да овозможиме плаќање на паркинг места. Да, а колкава е бројката на расположливи? Бројката на расположливи паркинг места е околу 600. Колку би требало да биде за да биде доволна, да ги задоволи потребите на сите кои? За летниот период трикратно. Значи околу 2000 паркинг места. Предпоставувам дека тоа би се решило со изградбата на катната гража. На катна гража, доколку се изгради катна гража би се решил проблемот со паркирање во градот. Да, катната гаража е нешто што се зборува години наназад. Точно. Никако да се реши. Така. Катна гража е предвидена, колку што имам информации, во делот кај пазарот, моменталниот паркинг што е кај пазарот, меѓутоа таа е во фаза на проект, во фаза на донесување на одлуки, така да... Да. До тогаш како ќе се сноѓаме? До тогаш ќе се сноѓаме со сегашните паркинг места. Да. Дали новиот булевар Македонски просветители, колку толку ќе реши таа гужва? Таму гледаме дека се ослободи нов простор за паркиралишта. Како ќе биде? Дали ќе биде во реално да разговараме со реконструкцијата на Македонски просветители, бројот на паркинг места е намален за повеќе од половина. Сега ние како јавно предпријатие размислуваме за модернизација на наплатата на паркинг места, посебно за улицата Македонски просветители и сме во фаза, да речем, на подготовка за воведување на банкомати. Нешто слично како што е во моловите во Скопје, во трговските центри, граѓанинот или туристата да може да оде да си плати собствено или со картичка, со смарт пас, или со собствени средства, значи да плати во банкоматот и да може да изврши плаќање конкретно за одредена регистрација или за одредена кола. Да тоа нема да прави гужва на булеварот? Па не би требало да прави. Наместо да плаќаат физички кај наш работен, да си одат директно на банкомат да си платат. Кога тоа ќе профункционира? Па се надевам дека од април, мај би профункционирало. Да. Не ли беше целта на... Видите, тоа е инвестиција, моментално е тешка енергетска и финансиска криза. Така. Треба инвестиција, голема инвестиција за таа намена, меѓутоа ние ќе направиме максимални напори тоа да го воведеме, да го модернизираме наплатата на паркингот. Да, велите дека сега на новиот булевар се намалени местата на паркирање. Не ли беше целта тука да се олесни тој цел процес? Како сега, значи дополнително ќе се створи гужва, видите во наши калкулации, отприлика, значи ако биле 140 места, сега би биле околу или 150 места, сега би биле околу 70 места за паркирање. Точно е дека е отежнато движењето, меѓутоа таа треба да биде повеќе како пешачка зона, него како место за движење на возила. Така. Веројатно таа е била таков бил проектот, таа улица да биде повеќе како пешачка зона, него како улица за движење на возила. Да, и да објасниме која страна е пешачка, која е за паркирање? Да, ако одиме од Охридска банка поранешна, према езеро, од десна страна е се паркирањето, а претходно било од лева страна. И сега е од десна страна, од страна на луѓаните. Да, постојано варираат цените на паркинг услугите. Летото беа покачени, сега како ќе бидат зимава? Ние имаме летен режим на цени и имаме зимски режим на цени. Зимскиот режим цени е од 1 септември до 30 јуни. Во однос на јули и август
Во однос на јуни, јули и август имаме други цени, тие се повисоки цени. Да. Во однос на премиум зона каде што е да речем строго централно градско подрачје, цената од 60 денари во зимскиот период се крива на 100 денари во летниот период. Во однос на другиот дел во зона А и во зона Б се крива за 10 денари во летниот период. Значи сега ќе биде леснато во тој дел. Да, во тој дел и тековно и во моментов е леснато. Да. Граѓаните ни пишуваат и не прашуваат до вас дали ќе се воведе еднократно плаќање за паркинг, да речеме во 10 часот наутро да платат за цел ден и таа сума да биде од 50 до 100-150 денари. Моментално имаме такава опција, не е по тие ценовници, имаме ние дневна карта за наплата, што се движи од 300 до 400 денари, така да можеме да размислиме за нокна цена некоја за поевтина да биде. Сезонава беше активен и пајакот доста активен. Да. Па не би рекол дека беше доста активен, меѓутоа беше активен. Тука околу празнувањата баш имаше коментари дека видете, ние како пајак служба работиме во соработка со МВР. Така. Со сообраќајната полиција. Доколку тие сметаат дека некое возило треба да биде кренато, ние по нивни повик ги креаме возилата. Значи јавното предпријатие не може по собствен избор да крева возила или по собствен избор на одредени локации да крева возила. Значи тоа си го прави сообраќајната полиција во Охрид и ние сме фактички во служба на сообраќајната полиција. Дали граѓаните се совесни возачи? Дали паркираат во зоните? Дали се навикнаа на тие зони? Не би рекол дека се совесни. Сега ќе бидам искрен, понашто го гледам, нашите возачи се крајно несовесни. Меѓутоа останува воиднина да го подобриме тој дел. Затоа и пајакот донесен за несовесните возачи да се креват од лице место каде што се непрописно паркирани и да бидат на некој начин и санкционирани. Дали ги разбираат зоните? Не само од наша страна се тие санкционирани, тие се санкционирани и од полиција за погрешно паркирање. Да, а дали ги разбираат зоните, дали ги научија? Ги разбираат, да. Но не плаќаат. Не за неплаќање. За Сопајаков имаме вака, значи имаме за Сопајаков е непрописно паркирано возило. Тука ние не вршиме наплата. На непрописно паркирано возило не вршиме, туку идат сообраќајната полиција, не повикуваат нас како пајак служба, ги креаме возилата и ги носиме во депо. Кое што е одредено и нормално си има таму и одредено плаќање за кревање на возилото и за казна. Значи не е само пајакот, треба да се плати и казна за непрописно паркирање. Да, сакам да ве прашам и за паркингот кај Европа, што се случува со тој паркинг? Тој паркинг е од приватна собственост. Не е под ваши ингеренции. Не е под наши ингеренции, тој е на граните. Ние единствен паркинг што го имаме земено под наши ингеренции е паркингот кај Палас. Не размислувате да го земете и тој пошто е блиско до центарот? Разговаравме и ние да го стопанисуваме, разговаравме ние да стопанисуваме, меѓутоа од јавното, сега не знам како е приватна фирма Грани, не се желни за соработка. Така. Добро, ова е делот кај паркинг услугите, тука мислам дека објаснивме се, само ќе потенцираме дека ќе се намалат паркинг услугите во зимскиот период. Да, веќе се намалени во зимскиот период и размислуваме да воведиме, сме размислуваме во јавното предпријатие да воведиме цена повисока за летниот период, а дополнително би ги намалиле во зимскиот период. Само да го споменеме и хуманитарниот паркинг. Да. Како е тој паркинг? Хуманитарниот паркинг тој е преку СМС, само преку СМС може да се плати. Луѓето што се паркираат пуштаат СМС порака, ние имаме одредена зона, посебна зона за тој паркинг. Средствата кои што ќе бидат одделени од таа зона, пошто е единствена зона за 2 паркинг места, ние имаме точна евиденција колку средства се префрлени и заедно со градоначалникот, бидејќи тоа е негова идеја, заедно со градоначалникот на крајот на година ќе одлучиме како ќе оди префрлувањето на средствата за таму каде што е најпотребно. Така, добра. Ќе продолжиме со прашањата околу работењето на спортскиот центар и спортскиот центар е под ваши ингеренции. Точно. Таму имаше некои нови инвестиции, нови проекти кои што се реализира. Така. Најпрвин сакам да го спомнам проектот околу реконструкција на пливачкиот базен, на отворениот пливачки базен. Таму состојбата со коритото беше во очајна состојба, да речем алармантна, или требаше да го реконструираме или немаше да работи базенот. Заедно со градоначалникот кој ги правевме плановите за функционирање на спортско-рекреативниот центар Билјанин извори,
одлучивме базенот по секоја цена да се реконструира и покрај лошата енергетска, да речеме, финансиска криза за сите јавни предпријатија, воено и за локалната самоуправа, одлучивме базенот по секоја цена да се реконструира. Базенот го реконструиравме во делот на коритото, пошто беше го офарбавме, извршивме, да речам, техничкиот дел на водата, овозможивме техничкиот дел на водата да биде во најдобра состојба или во исправна состојба, бидејќи со преходното состојба на коритото не беше возможно да се одржи технички исправна вода. На пливачкиот базен оваа година, за прв пат после 20 години, одржавме и државно првенство во пливање, кое што општина Охрид беше покровител на тоа државно првенство, зашто можам да кажам дека сум особено горд, бидејќи прв пат после 20 години одржуваме пливачко првенство во Охрид. И можам да кажам дека тоа државно првенство беше со, да речам, со сите нишани, направено баш како што треба, со електронско мерење, со табла за електронски резултати, како што се одржува на државните и на светските првенства. Така. За прв пат во Македонија имавме таков семафор обезбедено и тој семафор го имаше обезбедено јавното предпријатие и општина Охрид. Нормално имавме и спонзорства за одржување на тоа првенство и можам да кажам дека со мали средства на општината и на јавното предпријатие тоа првенство се одржа. Да, и сега се одржува секоја година, така? Па планираме да го введеме како секоја година. За наредна година ние во план да одржиме и меѓународен митинг кој што би бил во организација и на ФИНА. Значи Балканско првенство да биде. Не да биде меѓународен митинг, туку да биде во организација нешто како Балканијада. А како е во однос на одржувањето на спортскиот центар? Дали имате доволно финансии, криза и економска и енергетска? Да. Во однос на одржувањето на пливачкиот базен можам да кажам дека трошоците оваа година енормно се зголемија, само по однос на струја за јули и за август сметката ни дојде за конкретно за базенот, пошто направивме некои инвестиции. Базенот го отделивме на посебно бројило, ни дојде околу 1.000.000 денари. И имаме околу 600.000 денари за химикали, за хлор, за киселини, за алгицити и работи. Тоа само за базенот, за центарот, за салата? Само за базенот ни дојде околу 1.000.000 денари струја. За спортскиот центар дополнително ни дојде за струја околу 400.000 денари. Значи, видите, за јули и за август ни дојде сметката за електрична енергија околу 1.900.000. Меѓутоа, само за базенот на месечно ниво е околу 400 до 500.000 денари само за електрична енергија. Тоа колку пати е повисоко од претходно? 10 пати. За јули и август сметките за електрична енергија, пошто јавното предпријатие е на отворен пазар, беа највисоки. И вкупно земено за киловат час беа околу 47 денари со си принос на струја. Успевате да ги плаќате, да ги подмирувате тие трошоци? Платени се тие трошоци, успеваме, се бориме. И така. Спортскиот центар без јавниот паркинг, доколку не беше јавниот паркинг, спортскиот центар не би постоел и не би можел да се самодржава. Да. Ве плаши зимата? Дека ќе бидат уште поголеми давачките? Не плаши, но меѓутоа ние како менаџмент на Билјанин извори имаме направено план оваа зима да издржиме за наредна. Ќе барате решение? Ќе видиме како ќе се движи кризата. Имате ли стар зостанат долг кон Евана за Да, потрошена имаме стар зостанат долг околу 2.700.000 се движи, меѓутоа тековните обврски ние како јавно предпријатие ги сервисираме. Тоа не ве оптеретува? Па не оптеретува ради тоа што имаме судска рамка и тој долг стои. Се чека за наплата, да. Нема опасност да биде исклучена струјата? Нема опасност, не. Да, ќе штедите или веќе штедите? Да, веќе штедиме. Имаме ние преземено активности за штедење на електрична енергија. По она што го имаме како информација и како сметки дојдено за електрична енергија, ние досега имаме заштедено околу 43.000 киловати, или по еден просек годишен би дошло околу 1.200.000 денари досега имаме заштедено за електрична енергија. Така. Имаме ставено LED светла во спортската сала. Тие LED светла ни служат само за тренизи, но меѓутоа покриваме и тренизи.
Спортската сала е со обични фасонски светла, кои што трошат огромна електрична енергија. Или конкретно ево да ви кажам, претходно трошевме околу 20 киловати за тренинг, 45 киловати за утакмица. Меѓутоа сега за тренингот трошиме 3 киловати. Со инвестицијата што направивме за LED светла за тренинзи, сега трошиме 3 киловати, а за надпревар трошиме околу 30 киловати. Значи веќе имате преземена активности. Да, имаме преземена активности и во фаза е на изработка на проект за целосно LED осветлување, кое што ќе исполнува сите стандарди на ЕХФ и на Светската ракометна федерација. Охрид, спортската сала во Охрид е една од ретките сали кои што ги исполнува условите за меѓународни надпревари во Македонија. И со тоа да обезбедиме и LED осветлување кое што ќе исполнува сите стандарди на Светската ракометна федерација и ЕХФ. Да, колку вработени имате вкупно во вашето предпријатие? Во нашето јавно предпријатие имаме 68 работени на неопределено работно време и уште 20 на определено работно време. Доволна бројка? Доволна бројка, да. Доволна бројка. Функционираме нормално. Ги исполнуваме сите работни задачи што ни се дадени како спортски центар, нормално и како паркинзи да сме во сервис на граѓаните. Така. Значи, можеме да кажеме дека до сега солидно се справувате со енергетската криза, па зимава секако ќе биде тешка за сите. До сега солидно со активностите кои што ги имаме преземено и во иднина кои што ги преземеме активностите. Планот ние имаме направено план за една година унапред, значи планот ние наредна година да си ја издржиме. Работените да земат редовно плата и нормално да можеме да ги сервисираме сите трошкови што се најавното предпријатие. Да, нека да сме на крајот на емисијата, сакам да спомнем и за други работи кои што се случуваат во спортскиот центар. Еве за крај, какви активности се случуваат во центарот? Да, во центарот имаме спортски активности, редовно спортски активности кои што тренираат фудбалските школи. Морам да напоменам дека фудбалските школи сите што тренираат во спортскиот рекреативен центар имаат субвенционирани тренинзи од општина Охрид. И општина Охрид му излегува, му обезбедува тренинзи за нашите најмлади, за повозрастните, за фудбалските клубови, за младинците. Сите чинители на спортско-рекреативниот центар имаат субвенционирани тренинзи. Што не е случај во другите општини, можам да кажам ние дека сме можеби една од поретките општини каде што ги субвенционираме тие активности. Да. Надпревари вообичаени претпоставувам. Да, надпревари имаат, турнири се одржуваат, се одржани повеќе турнири. Имаме ферплей турнир од академии, имаме општинскиот турнир што се одржа. Повеќе турнири се одржа. Значи задоволни сте со активностите? Да, задоволни сме со активностите. Излегуваме во сусрет колку што можеме на фудбалските школи, на сите школи. Сите чинители гледаме да бидат удоволени, да имаат термини за тренирање колку што ќе посакаат. Едноставно обезбедуваме услови за спортување на нашите најмлади и надпреварувачки екипи што имаат во нашиот спортски рекреативен центар. Ви благодарам многу на овие информации и на вашето гостување. Повторно ќе се дружиме во следна прилика со нови информации и новитети. Ви благодарам за можноста и се надам дека и во следна прилика со нови работи ќе запознаеме нашите. Позитивни работи. Позитивни работи, така. Така, ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте и денеска со нас. Се дружиме повторно следниот понеделник. До тогаш пријатно.